Куќарките се поставени на плоштадот Македонија во функција на отворените денови на 23 скопски средни училишта, кои ќе се одржат во следните неколку дена со цел запознавање на полуматурантите со образовните програми и профили кои ги нудат. Ова го напиша градоначелничката Данила Арсовска на својот Facebook профил. Откако неколку дена медиумите пишуваат дека куќарките се вратени на плоштадот без објаснување со каква намена. Куќарките не се на градот, туку на јавното предпријатие Паркови зеленило, а во функција за отворените денови на 23 скопски средни училишта, кои во следните неколку дена на плоштадот Македонија ги запознаваат полуматурантите од градот и од земјата со образовните програми и профили кои ги нудат. Запишување на децата во градинка по електронски пат, пријава за инспекцијски служби, поставување директни прашања до градоначалникот или до советниците, се едни од 20 нови дигитални услуги поведени од општина Кисела вода. Овие услуги се достапни на новата општинска интернет страница и со ова продолжува дигитализацијата на општината, почната пред речиси 2 години. Со новите услуги ќе биде возможено следење на системот на јавни набавки, плаќање на такси поврзани со општината. Автомобил удри во бандера во близина на Веро Џамбо, а за него друг автомобил со оштетени тркала. Поради сообраќајната несреќа на мостот Мајка Тереза имаше метеж и гужва. Полицијата изврши обид на местото на настанот и го регулираше сообраќајот. До повеќе видови на нов сезонски расад започна во редувањето на цветните површини низ зеленилото во градот. Извести од јавното предпријатие Паркови зеленило Скопје. Како што известуваат, направена е подготовка како и целосно пролетно цветно уредување на жардинериите во реон Кале, скверот на булевар Јане Сандански во Парк Македонија. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја